Со договорот за доживотна издршка, давателот на издршката се обврзува доживотно да го издржува примателот на издршката, а примателот за возврат се обврзува да му го даде својот имот или дел од својот имот. Предавањето на имотот е одложено до смртта на примателот на издршката. Договорот за доживотна издршка мора да е склучен во писмена форма и да е заверен пред надлежен нотар или суд и да е заверен пред двајца сведоци. Доколку примателот на издршката е деловно способен и способен да расудува, овој договор е полноважен, а доколку примателот на издршката не бил способен да расудува и бил деловно неспособен, овој договор може да се побива, односно нема правно дејство. Наследниците на оставителот, кои не знаеле дека имало склучено договор за доживотна издршка, може да го побиваат овој договор од истите причини, меѓутоа истото мора да го докажат. Оставителот нема никаква обврска да ги информира наследниците дека склучил договор за доживотна издршка во текот на неговиот живот.